Почитувани, веќе неколку пати во периодот кој измина говоревме за неспособноста на Наташа Петровска да го организира законски загарантираниот процес превозот на учениците до училиште и назад. Но Петровска немаше време и не сакаше да се позанимава со реалните проблеми на граѓаните. Откако ние како опозиција алармиравме дека се наоѓаме на само 30 на дена до почетокот на учебната година, а од превозот ни трага ни глас, градоначалничката Петровска ја фати паника, па се разбуди од зимскиот сон во кој се наоѓа скоро година дена и започна со работа. Но како и многу пати досега, така и овој пат, Петровска реагира задоцнето на сите проблеми кои се случуваат во општината, па така и за овој проблем. И за жал, на 1 септември оваа година ќе бидеме сведоци како голем дел од учениците превозот до училиште ќе треба да го платат од џебот на своите родители. Ја прашуваме градоначалничката Петровска, до кога планира да владее на грбот на граѓаните? До кога ние граѓаните на општина Битола од сопствен џеб ќе ја покриваме и плаќаме нејзината неспособност и незаинтересираност? Наместо Наташа Петровска да изнаоѓа решенија, таа само создава дополнителни проблеми. Институциите под капата на општина Битола се целосно блокирани. Деновиве, во делот на образованието, сме сведоци на исклучување на струјата во голем дел од основните и средните училишта. Новата учебна година веќе ни е на прагот, а услови таа да започне се уште нема. Прашуваме, дали ова е таа поддршка од централната власт која ветуваа и дали ова се тие решенија на проблемите во училиштата, со кои се фалеа Петровска и Заев при неговата посета на 11 мај оваа година во Битола. Благодарам.